Плата и по 1000 евра, ама никој не сака да работи сточарство. Од фармите каде се одгледуваат крави велат дека најголем проблем е недостигот на луѓе. Никој не сака да работи повеќе од една недела, без оглед на фактот дека се нуди висока плата. Идентична е ситуацијата и со одгледувањето на овци. Овде пак се нудат двојно повисоки плати, ама работници нема. Најголемиот проблем е недостиг на работна рака, луѓе. Значи, ни случајно имам, еве, јас, лично немедито колега еден, што дава по 1000 евра плата и дава, и па не може да најде. Ке дојдат една недела или две, ќе си ода. Значи, со 1000 евра се незадоволни, а да не збориме тие што огледуваат овци. Колку што сам запознат по 1500, 1700 до 2000 евра плата дават. Тоа, значи, е најголемиот проблем. Најголемиот проблем е тоа. И од тоа ќе се уништат. Не дека не, има тие луѓе што чуват, сигурно дека нема да почнат друго нешто. Тоа е главно, научени се, тоа го знаат да го и ќе го работат. Ама нема работна снага и мора да се уништи. Не може со две раци он да работи за потреба од 5 души што има. Штериов одгледува околу 60 телиња и оваа работа ја работи повеќе од 2 децении. Вели дека тешко исплатливо е, затоа работи сам и пред се од голема љубов. Бидејќи цената за откуп на телињата жива мера е од 180 до 200 денари за килограм. Па за нас производителите, гледајте која е цената по маркет или ово, за нас уопште не е исплатлива. Ама нема кај се прави. Кој ќе направиме, значи, некоја сметка, ќе видиме дека изгледа законно, со 10% маржа, само ние го почитуваме, производителите. И тоа го произведуваме што мораме. Многу пати, значи, губеме. Ама ако се најдеш, еве, јас, ако изгубам, не можам да уништам фармата сега, 60 комада, ајде да ги уништам. У глобала, кажано, исплати се, али со многу труд. Еве, лично кај мене ќе ви кажам дека јас тоа, сето тоа, сам го работам. Сам го работам. Ако ставам еден работник или два, имаше. И тоа отидат ли си, нема ни случајно да најдеш, не можеш да најдеш. Јас го сам работам и за тоа сега испаѓа дека е исплатливо. Дополнително вели ако одгледувачите имаат собствена храна, може да преживеат. Во спротивно со храна која треба да се купи, исплатливоста паѓа уште пониско. Токму затоа се намалува одгледувањето на стока и тешко може да се најде некој што ќе работи сточарство.